Еден дел од документите ги обновив. Единствено личната карта не ми е обновена со новото име на државата, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и порача граѓаните да ги обноват своите документи, но и да бидат трпеливи. До овој момент, информираше тој, во државата се заменети над 1 милион патни исправи и уште толку лични карти и возачки дозволи. До овој момент на ниво на државата се заменети околу 1 милион и 50 илјади патни исправи, околу 900.000 лични карти и 480.000 возачки дозволи. Така што со една силна динамика го продолжуваме процесот во интерес на граѓаните, навремено да ги остварат своите права и обврски. За поздравување е тоа што граѓаните од натрешноста на државата, дури над 80% ги имаат направено промените на личните документи. Пред известно време граѓаните реагираа дека нема термин за вадење лични документи или телефонските броеви не функционираат. Меѓутоа Спасовски денеска посочи дека проблемот, особено во Скопје, е во тоа што граѓаните ги откажуваат термините или не се појавуваат на закажаните термини. Токму затоа е отворен и пунктот во салата на сообраќајна полиција во рамки на полициската станица Пролет во Кисела Вода, каде граѓаните можат да ги променат личните документи без претходно закажување. Причина за отворањето на овој нов пункт беше бројноста на населението во Скопје, како и фактот дека околу 70% од закажаните термини кои што ги имаат граѓаните резервирано преку телефонскиот број или по електронски пат, ги откажуваат, односно не се појавуваат на тие термини, а при тоа се презакажуваат со нови термини и на тој начин практично се одлага процесот. Затоа како раководство на Министерството за внатрешни работи одлучивме да излеземе во пресрет на граѓаните, да создадеме можност за започнување на процедурата без закажување на редовната постапка, туку со лично појавување во салата по принципот прв дојден, прв услужен. Спасовски потсети дека врската за промена е до определениот законски рок 12 февруари 2024 година, а како врска произлезе од Преспанскиот договор подпишан со Грција.